Се регулира пазарот за организирање подарувања. Сите инфлуенсери и познати личности, како и компании, кога подаруваат производи, прво ќе мора да побараат дозвола од Министерството за финансии. За неа ќе треба да платат надоместо 6.000 денари. Кога ќе го добијат одобрението, во рок од 3 дена обврзани се да платат и 18% од вредноста на подарокот. Овие новини се дел од Законот за игри на среќа и според надлежното министерство. Со него ќе се прецизираат условите за тие што приредуваат вакви настани, а учесниците ќе добијат поголема транспарентност. Влогот е фактички лајкувањата, споделувањата, тагнувањата, кога имаме производи, или имаме рекламирање, понуда на производи и сето тоа се регулира и е во рамките на тоа игри на среќа. Оние што сакаат да ги приредуваат овие игри, потребно е во Министерството за финансии најдосна 30 дена пред одржувањето на извлекувањето да поднесат барање. Социјалните мрежи изминатиот период се преплавени од giveaway настани, каде најчесто фирмите ангажираат познати личности да ги рекламираат и да подарат одреден производ. На тој начин компаниите добиваат бесплатна промоција, а инфлуенсерите заработуваат. Во последно време и сведоци бевме сите и целокупната македонска јавност што се случуваше во доделувањето на тие наградни игри и како на еден така заобиколен начин се рекламира брендови и слично и дел од организаторите остварува лични профити, приходи кои што и надвор од законот. Новина во законот е што правилата на игра, како и резултатите од добитниците треба да бидат јавно објавени. Времетраењето на една игра не сме да биде подолго од 1 година. Законот ќе почне да се применува од следната недела, односно од 14 јули. Од Сдруженијето на инфлуенсери во моментов се без став за ваквото законско решение. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.